Жетвата на ориз од годинава ќе започне околу 15 септември и е порано од било кога, најавуваат производителите. Жетвата ќе започне 15 дена порано, поради високите температури и поради брзата вегетација на одредени семиња кај нас оваа година. Тоа исто така е добро за земјоделците, подобро е порано да има жетва поради добриот квалитет кој што ќе го има арпата. Секој подоцно жнење на оризот не е добро за оризот за арпата. Годинава ориз има на околу 4500 хектари. Какви приноси се очекуваат? Очекуваме просечни приноси, тука околу 600 до 650 килограми по единица декар, меѓутоа да оставиме на времето, нели имаме уште скоро еден месец, за да видиме која ќе биде количината на арпа. Ланската година не беше многу поволна, дури имавме подпросечна жетва, односно. Дали производителите се задоволни со откупните цени од 30 и 35 денари? Откуп како што требаше имаше само во јануари и февруари месец. Тие два месеци имаше добар откуп. Меѓутоа овде од февруари месец до мај месец имавме стагнирање на состојбата. Сега имаме нова надеж од министерот за земјоделие, благодарејќи на него и на таа нова средба, ние сме уверени дека овие проблеми ќе се надминат и дека оризот ќе биде откупен. Министерот Трипуновски најави стопирање на ориз од Индија и Пакистан. Што тоа значи за оризопроизводството? Затоа и доведена оваа ситуација да не е откупена оризовата арпа. Поради тие количини кои што ги увезоа од Азија, направија проблем кај нас во пазарот. Јас се надевам и имам уверение од негова страна дека ќе биде заштитено домашното производство. Се надеваме дека на тоа ќе остане и од нас, земјоделците, во таа реализација тој има целосна поддршка. Дали механизмот е подготвен? Да, механизацијата е спремна, имаме доволно количина на компањи, нови, модернизирани, но и овие старите кои што се исто вршат работа.